Почитувани, добре дојдовте на денешната пресконференција, редовна пресконференција на ВМРО ДПМН. Републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски мора подитно да биде сменет. Продолжува денеска презентацијата на факти од ВМРО ДПМН зошто Јовевски мора да замине. Еве зошто ВМРО ДПМН бара да се испитаат нерегуларностите за време на референдумот, зошто се бара смена на републичкиот јавен обвинител, зошто се бара анкетна комисија во собранието и зошто се бара почитување на договорената и сега веќе законска обврска за 100 дена техничка пржинска влада која што ќе спроведува избори. Денеска ќе се задржиме на гласањето референдумскиот ден во општина Сарај. Само низ показатели и бројки, местата каде што се полнети изборните кутии со невозможна брзина, како што таму се случуваше и насилство и бркање на наблюдувачи, меѓутоа еве сега ќе се задржиме само на бројките, па да почнеме со ред, затоа што ги има малку повеќе. За почеток, избирачкото место Радуша, каде што од 15 до 17 часот гласале 188 гласачи или на секои 38 секунди по еден гласач. Ке ве молам за следната слика. Изборното место Рашче, каде што од 13 до 15 часот гласале 208 гласачи или на секои 34 секунди по еден гласач. Молам за следната слика. Повторно Рашче, друго изборно место, од 13 до 15 часот, се извинувам ако може едно поназад, од 13 до 15 часот гласале 208 гласачи или на секои 34 секунди по еден гласач. Ајде со следниот слайд. Населено место Копаница, од 11 до 13 часот гласале 303 гласачи или на секои 23 секунди по еден гласач. Одиме понатака. Населено место исто така Копаница, од 15 до 17 часот гласале 162 гласачи или на секои 44 секунди по еден гласач. Понатаму, населено место Грчец, од 15 до 17 часот гласале 500 гласачи или на секои 14 секунди по еден гласач. Одиме понатаму. Населено место Глумово, од 15 до 17 часот гласале 215 гласачи или на секои 33 секунди по еден гласач. Одиме понатаму. Населено место Шишево, од 17 до 19 часот гласале 468 гласачи или на секои 15 секунди по еден гласач. Понатаму, населено место Бојане, од 17 до 19 часот гласале 168 гласачи или на секои 42 секунди по еден гласач. Понатаму, повторно Бојане, друго избирачко место, од 17 до 19 часот гласале 161 гласач или на секои 44 секунди по еден гласач. Ласкарци, од 13 до 15 часот гласале 186 гласачи или на секои 38 секунди по еден гласач. Населено место Арнакија, од 11 до 13 часот гласале 334 гласачи или на секои 21 секунда по еден гласач. Понатаму, Долно Свиларе, од 15 до 17 часот гласале 360 гласачи или на секои 20 секунди по еден гласач. Ајде, предпоследното од место Сарај, Долно Свиларе, повторно, од 15 до 17 часот гласале 495 гласачи или на секои 14 секунди по еден гласач. Како што гледате, Горно Свиларе, населено место, избирачко место 2455, од 13 до 15 часот гласале 267 гласачи или на секои 26 секунди по еден гласач, а процентот на излезност достигнува неверојатни 91%. Овие материјали ќе ви бидат и доставени во електронска форма. И после сето ова, вака на брзина презентирано, после вакви докази, после една недела од денот на референдумот, републичкиот јавен обвинител молчи и не презема фактички ништо. Не е преземено ниту по оние пријави кои што беа поднесени за време на референдумската кампања.
Немаме информации ниту дали е повикан Зоран Заев, не се повикани бизнисмените кои се закануваа или испраќаа екстра пари за гласање, не се повикуваат луѓето од кол-центрите на СДСМ со што се кршеше молкот, не се повикуваат членовите на изборните одбори кои замижуваа пред полнењето на кутиите. Почитувани, не се работи ништо, освен што се замачкуваат овие предмети. Почитувани, веќе не е ни прашање за промена на името на Република Македонија, идентитетот и уставот, капитулантскиот договор е завршена работа. Сега се бориме за основните демократски стандарди, за правна држава и еднаквост на сите граѓани пред законите. Почитувани, треба да е јасно дека нема ниту НАТО, нема ниту Европска Унија, без демократија, без правосудство, без слободни избори. Тоа се најголемите теми и фундаментот на западниот свет за кој што Алијансата се бори да ги зачува и пренесе понатаму низ светот. Зборувам за НАТО. Оваа власт, актуелната власт во Република Македонија, не е способна да организира избори. Овој републички јавен обвинител нема храброст да застане пред криминалот на власта. И токму затоа, републичкиот јавен обвинител треба да си оди заедно со Зоран Заев и бандата на власт. Тие се сликата за се она што значи поданички, плашлив и сервилен правосуден систем во рацете на политички насилници. Република Македонија победи на референдумот, Република Македонија ќе победи и на следните избори. Ви благодарам.